Кога сме веќе кај безбедноста, неодамна во посета на нашата земја беше косовскиот премиер Курти, па се појавија некои шпекулации за наводен обид за атентат врз него. Ваш коментар на таквите тврдења? Добро, сега по основ на обврските меѓународни кои што ги имал премиерот на Косово, имал обврска по покана на невладина организација, односно Friedrich Ebert Stiftung, да учествува на конференција на социјалистичките партии која што се одржуваше во Скопје. Секако учествуваше на тој настан, но беше чудно фактот што по враќањето во Приштина, прво државната телевизија РТК се произнесе информација првична дека му било подготвено атентат да се изврши во Република Северна Македонија. Правото која што ја слушавме од медиумите и за која што секако како институции реагиравме соодветно, и произлезе дека тоа се базирало на некои изјави, медиумски да кажем, Facebook изјави на лица додека престојувале во Нью Йорк во Совета за безбедност, и во крајна инстанца моја оценка е со таа изјава и со таа публикација е направена поголема штета за самата Косовска агенција за информирање, која што фактички поради комуникацијата од ти соодветно, значи, се имало комуникација и нашите институции не потврдуваат таква можност и таква активност усмерена кон премиер на држава, односно учесник во настанот. И секако, пак кажувам, констатација моја е дека поголема штета направена на самите институции на Република Косово, затоа што во иднина кој друг би се упуштал да има размена на информации, ако тие информации после посредство на јавно информирање се пласираат како што се пласираат, а методологија на комуникација на тие институции е соодветно пропишува соодветни закони и излегува надвор од оно што е редовност во комуникацијата и во размена на информации. Така да штетата сепак е поголема кон институциите на Република Косово, што може би е направена штета за нас, затоа што ние сите сме соодветно информирани за сите текови по однос на случувањата кои што се организираат на наша територија, и институциите соодветно си ги имаат преземено сите мерки. Фактот дека има зголемени мерки на безбедност, знаете, нашите институции навремено известија, јавноста ја известија дека дента и претходно во Скопје и пошироко ќе има посебен режим на комуницирање, односно на комуникација и движење во градот Скопје, и затоа граѓаните беа информирани на време дека да има соодветна информација и да ги почитуваат соодветно упатствата и барањата на службените лица. И во тој контекст мислам дека од наша страна било превземено све, а во суштина никој не потврдува дека имало такви индиции дека на територијата на Македонија ќе се случи. Тоа било базирано, кажам уште еднаш, на написите по Facebook на лица кои што одговорни, неодговорни. Може би секојдневно е денеска некој да пишува и да се заканува, условно кажам, но пак кажувам, штетата е поголема за самата институција, агенцијата Косовска, на која што ќе се мислат другите партнерски институции како и на кој начин ќе комуницират во иднина. Сметате ли дека со тоа всушност бевме злоупотребени за некои внатрешни политички пресметки во Косово? Добро, сега не би сакал да навлегувам во таа анализа. Не соодветно би било како премиер да навлезе во тој коментар и во таа анализа. Има други кои што ги прават анализите од тој контекст. За мене е битно како премиер што веднаш бев информиран и претходно запознае со активностите кои што ќе се случат во територијата на државата, и соодветно има реакции и демант од надлежните институции, за кои што стојам како демант, затоа што и е потврдено дека оно што го кажат институциите е така.